Докторе, кажете ни колку пациенти досега поминале во Центарот за дебелина на Клиниката за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот, кој почна со работа од септември? Најавата за отварање каде што прв пат кај нас се отвара ваков центар, зборувам за регионален центар, дека претhodно се отвори во 8 септември. Кај нас најавата беше некаде кон крајот на јули, а со работа почнавме почетокот на септември. И од тогаш заклучно до вчерашниот ден, или 27.3, се прегледувани 730 пациенти до сега кај нас. Пациентите обично, значи, што повеќе ги интересира, закажуваат преку матичен лекар, преку мој термин, и после доаѓаат кај нас директно со тоа закажување од матичен лекар. Колку килограми имал најобезниот пациент кој дошол да се лекува во вашиот центар? Да, најобезниот пациент имаше 225 килограми или body mass index над 73, 73,5, што спаѓа во класата на морбидна обезност. Значи, тој е, да кажеме, досега што сме го регистрирале како најобезниот пациент. Нашиот центар, како што можете и да видите, ја има потребната опрема, каде што не е InBody Analyzer, кој што мери телесен состав, колку е составот на мускулна маса, масна маса, и е опремен у смисла на човечки ресурси, има специјалист ендокринолог кој го прегледува пациентот, му ги назначува потребните исследувања, а потоа имаме и нутриционист кој што разговара со пациентот и му дава совети за правилен начин на исхрана, физичка активност. Ако има и други болести, коморбидитети, ние го праќаме кај соодветните лекари и специјалности. Дали пациентите ги почитуваат советите на докторите и има ли резултати кај нив? Па повеќето од пациентите, зборувам од нашето искуство, ги почитуваат. Кога доаѓаат, најчесто прашање за колку време ќе ослабнам и колку ќе биде тоа. Нашата цел е за 6 месеци тие да изгубат 10% од нивната телесна тежина. Има случаи каде што изгубиле и повеќе, но има случаи каде што изгубиле помалку. И најважна е мотивацијата, дека не треба да се демотивираат и дека најважно е да одржат континуитет у тоа. Која е најчестата причина за обезност во нашата држава? Па една од најчестите причини е начинот на живот, значи седентарен начин на живот, недоволно физичка активност, внесување на храна богата со калории, но секако и други болести, хормонални нарушувања, користење, долготрајно користење на одредена терапија, меѓу другото кортикостероидна терапија или хемотерапија и така натаму. Значи тие може да бидат како една од причините, но најчесто е тоа што кажав, значи недоволна физичка активност и прекумерно внесување на калориска исхрана.